Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, мои денешни гости се историчарот професор доктор Тодорче Преганов. Добре дојдовте. Добре најдов. Рашела Мизрахи, пратеник, доктор на биохемиски науки. Добре дојде. Добре најдов, благодарам на поканата. Бидејќи нели тука почитуваме, дамите имаат предности, почнеме со Рашела. Рашела, деновиве се чествуваат 80 години од депортацијата на македонските евреи во логорите на смртта во Втората светска војна. Би сакале најпрво да почнеме со твојата лична приказка, приказната на твоето семејство во ова туровно, грозоморно време за човештвото и општо и особено за македонските евреи. Благодарам. Семејството Мизрахи, односно фамилијата Мизрахи, е дојдена по прогонот од Шпанија, поточно од Толедо, од Шпанија, и првите документи кои што ги изнаоѓаме се од 1510 година од Битола, каде што го наоѓаме името Давико де Фернандес Мизрахи, кој што подоцна неговото семејство се префрла во Скопје и остануваме во Скопје до ден денешен. Значи, сега може да кажеме старо скопско семејство. На жал, големиот погром од Втората светска војна уништува огромен процент од еврејството на Македонија, 98%, што воедно го опфаќа и моето семејство, односно мојата поширока фамилија. Во текот на Втората светска војна, во текот на окупацијата на Македонија од бугарскиот фашистички режим и спроведувањето на законот за чиста нација по принцип на Нимбршките закони, како и останати законски легислативи или подзаконски акти, еврејското семејство Мизрахи е собрано во Монополот, значи старото скопско семејство целосно е собрано во Монополот, од каде што се депортирани за Треблинка. Таа фамилија брои 83 членови кои што се евидентирани во списоците за депортација и подоцна нели во списоците за елиминација. Биле депортирани заедно со деца, внуци и правнуци. Има една легендарна приказна врзана за случувањата во врска со мојата фамилија, во која што мојата чукумбаба Сара имала 103 години. Јас не знам по кој принцип се сметало дека 103 годишна старица сепак е во листите како жена која што може да продуцира, да кажеме, нови евреи. Меѓутоа, таа е особено трогателна приказна, бидејќи била симната од возот во Треблинка заедно со сите нејзини деца, сите нејзини внуци и сите нејзини правнуци. Морало да биде ужасно и сочувствувам со нејзината болка што видела како сите тие умираат заедно со неа. Остануваат моите баба и дедо, Грасија и Шмуел Мизрахи, кои што пребегнуваат на кај Албанија, нормално вклучувајќи се во партизанското движење подоцна и на тој начин преживејуваат. Никогаш не ја напуштиле Македонија, решиле да останат и да живеат овдека. Така е и мојот татко Виктор Мизрахи, роден и одраснат во Скопје, и така сме јас и мојот брат Рахамин Мизрахи, кој што го носи името на својот чичко и на својот дедо. Родени овдека и остануваме во Македонија, се надевам дека до крајот на животот. Така. Тажна приказна, но приказна која што зборува многу и не смее да се заборави. Професоре, се отворија деновиве како и секоја година, впрочем, но секогаш кога нешто е позаокружено како сега 80 години од онаа кобна 1943 10 и 11 март, многу дилеми, најчесто ги промовираат и ги отвораат оние кои што се виновниците да не речам. Еве, што се случувало токму овие денови пред 80 години? Ова е ваш реон на истражување, имате потрошено децении и децении на овој период од историјата. Што се случувало во Македонија овој период токму околу депортацијата на евреите? Па добро, на депортацијата на евреите е еден чин кој што се случи на ноќта на 11 март 1943 година, кога од Штип, Битола и Скопје беа собрани евреите и беа транспортирани во Монополот, аутому во Треблинка. Меѓутоа, ова цела приказна има свој почеток. Тој почеток е 1933 година, кога на власт во Германија доаѓа Адолф Хитлер и кој што од тој момент го започнува погромот на евреите. Одиме, тоа е еден чекор по чекор,
За 10 години тие успеваат да дојдат до конечното решение на прашањето со евреите. Од 33 до 43 година прашањето е решено. За 10 години тие успеваат да елиминираат народ од 6 милиони за само 10 години. А основната причина која што го наведува Хитлер да го направи тоа е обвинувањето дека евреите се криви за поразот на Германија во Првата светска војна. Во 1933 година околу 500.000 евреи биле обвинети дека се кривци за поразот во војната, околу 100.000 биле пратени веднаш во затвор. Биле затворени. Тоа е зародишот на приказната. Тоа е зародишот на приказната, која потоа се развива преку Нирнбергските закони, потоа, како што рече Мизрахи, со потакти, сето тоа, Кристалната ноќ и доваѓаме до конечното решение Ванзе, состанокот во Ванзе, каде што е донесена таа одлука каде што треба да биде потенцирано од 15 учесници, мислам дека околу 11 беа доктори на науки. Пазете, доктори на науки, луѓе кои што се со највисоки титули носат одлука за ликвидирање на 6 милионски народ. Кон оваа приказна, оноа што треба да се истакне е учеството на Бугарија. А секоја година, како што рековте, бугарите ги фаќа хистерија кога доаѓа овој ден, затоа што се уште до ден денеска не можат да ја прифатат вистината дека тие се соучесници во едно од најголемите злосторства во историјата на човештвото. Ниеден македонски историчар или општественик него негира спасувањето на евреите во Бугарија. Тоа е факт, меѓутоа факт кој што треба да се има во предвид дека тоа не го прави таа, ајде да ја наречем налудничава, политичка, државна и ова гарнитура на власт, која што тогаш ги донесува законите за заштита на нацијата. Значи, често пати бугарите велат дека еве и ден денеска дека они не се фашистичка држава. И дека кога ќе кажеме дека се фашисти, мене веќе ме фаќа страв дека каде да одиме да дискутираме, ние треба да добиеме листа на зборови кои што треба да ги употребуваме. А како, а што да кажеш за функционери кои што ја донесуваат таа одлука? Затоа што царот Борис уште пред да влезе Бугарија во Тројниот сојуз, во сојузот со сили на Оската, значи во 41 година во јануари месец ги потпишува законот за заштита на нацијата, кој што е скоро симетричен со оној кој што е донесен во Нирнберг. Значи, евреите се ставаат надвор од закон. Во секој поглед. Немаат никакви права. Сега, бидејќи тие не обвинуваат, тебе и слушаме вчера кога председателот Пендаровски го употреби зборот фашизам, денеска гледаме во јавни бугарите реагираат за што го употребил зборот фашизам. Ја би рекол наци фашизам. Затоа, меѓутоа, самите бегаат од вистината. Затоа што гледаме дека во нивното општество постојат две струи. Една струја која што се залага за тоа дека биле на страната на Оската и дека сносат одговорност за ликвидацијата на евреите, а другата дека тоа не било така, дека тие само ја администрирале Македонија. Мене не ми е јасно. Не биле фашисти, што биле хуманисти? Да испратите 7.000 луѓе, 7.144 евреи во логор, само од Македонија, плюс оние од Тракија и Србија, вкупно околу 11.400, мислам дека беа, во кои 4.000 деца. Да ги испратите во логорот на смрт и ден денеска, после 80 години, да сметате дека тоа не сте го направиле, е стварно надвор од памет. Само ќе прочитам бугарски извори што велат за тоа дали биле фашисти или не ли биле фашисти. Затоа што јас сум историчар, мора да работам со историски факти, не можам да измислувам, не сум не измислувал до сега работи, затоа најдобро да говорат фактите.
вели вака: во Бугарија фашистичката диктатура е востановена на 9 јуни 1923 година. Бугарскиот фашизам е антидемократски, антисоцијален, со јасни форми на наследство врз општеството. И се вели, фашизмот во Бугарија покажува најцелосен и најбрутален зверски мизантропски облик во периодот 41-44 година, кога на целата територија на земјата избуна моќна антифашистичка војна. Значи, самите тие пишуваат тоа, ако бугарите сакат да си проверат, нека го проверат во доцент доктор Минчо Нејденов, кој што пишува за неофашизмот денески, борбата против него во една книга која што е објавиле самите бугари. И сега они самите тоа го тврдат, не обвинуваат нас, не го обвинуваат председателот Пендаровски дека употребил фашизам. Па и тоа го направиле фашисти, не го направиле хуманисти. И тука нема што двојба, еве денеска има изјави одредена група на професори се излегуваат и кажуваат дека на вистина треба да го признаеме нашето учество во Холокаустот, во тоа. Да. Глас на разумот има и таму, така. Има меѓутоа работата што тие се насочени против нас, настојуваат само во Македонија тоа, како ние да сме оние кои што ќе ги амнестираат бугарите од учеството во Холокаустот. Зошто со грците не ги прават истите муабети и не разговараат, не ги обвинуваат грците кога споменуваат фашизам дека се фашисти или нацисти? Таму и водат друга политика. Додека овде настојуваат нас, што сакат да направат? Дека ние македонците сме ги испратили евреите во Требринка? Тоа сакат, дека они администрирале и дека они биле под окупација? Рашила, што велат? Доколку дозволите, извинете, јас би сакала само да се надоврзам на професорот. Ван се конференцијата е всушност давање на правни столбови, правна рамка за системска механика на елиминација и геноцид на еден народ. Значи правна форма. Извршувањето на геноцидот врз еврејството во Европа е направено во правна рамка, согласно закон. Значи убиваме луѓе согласно закон. Истиот таков предлог закон е понуден во собранието и изгласан во ноември 1940 година во Софија. Тоа е 3 месеци пред Бугарија да стапи во пактот со Рајхот. Значи, тројната фашистичка оска е се уште надвор од приказната кога они носат законско решение кое што е пандан на оваа рамка на ванзе за системска елиминација, што укажува на фашизам. Дополнително, значи, велиме бугарските евреи се спасени. Точно на ваквата правна номенклатура се спротивставуваат православната црква на Бугарија, Кирил и Стефан, владиците, интелектуалци, комора на адвокати, писатели, научни работници. Меѓутоа, цар Борис III одговара и цитирам: евреите се најголемо европско и национално зло. Тие се народ без вера и без морал. Ова не е моја реторика, ова е цитат од Парванов 2001 година во бугарскиот парламент. Да не заборавиме дека признавањето на вината за депортацијата на евреите и фашистичкото делување на Бугарија во окупирана Македонија е издадено и може сите наши гледачи да го погледнат во 2008 година од председателот тогашен Ѓорѓи Парванов во Јерусалем, кој што прифати целосна вина за депортацијата. Значи, одеднаш имаме ретерирање на политиката во однос на историјата која што требаше да биде завршено прашање. И сега, доколку реториката е спасение на българските евреи, од кого ги спасија? Народот ги спасуваше. Хуманите лица во Бугарија ги спасуваа. Од кого? Од самите себе. Да. Од властите фашистичката, монархо-фашистичката власт. После носење на тој закон во ноември 40 година, истиот е подпишан од цар Борис III на 21 јануар 41 година за истиот да има сила на акт на делување. Истите тие значки како ознаки на еврејството, истите листи на самите врати од домовите на евреите за да се знае кој точно живее, каде смее да се движи, доколку часот смее да се движи, дали смее да се прави брак или не смее да се прави брак, дека е недозволено да влегуваат во различни институции, дека не е дозволено нормално да се движат низ градот, дека не е дозволено да имаат да бидат вработени, се воспоставени и на окупираните територии
и на така наречените стари бугарски територии. Евреите ја делат истата судбина согласно законот донесен во парламентот на Бугарија, а подпишан од цар Борис III. Сме го покажували предходно, ова е законот за заштита на нацијата, кој што е подпишан од цар Борис III. На жал, денеска имаме ретерирање на ставовите од нашиот источен сосед во однос на вистината за случувањето од Втората светска војна, кој што еве ги имал Парванов во 2008 година. Всушност, допуштивме политиката да креира историја, а не историјата да ја креира политиката на иднината. На крајот на денот јас стравувам од една работа. Оние луѓе кои што, еве да кажеме, за војската, во главно во различните држави, или историчарите кои што дискутираат за воени случувања во минатото, велат дека војните се случуваат во два наврати. Првен е на земја, каде што имаме физички жртви, а второ е во истакнување на вистините послератно. Ова случување од Втората светска војна, со толку аналитика, со толку истражувања направени после завршување на Втората светска војна, со толку историчари истражувачи на случувањата од Холокаустот и жртвите на Холокаустот, сега е незавршена приказ. Значи, всушност, ние на овој начин, односно нашиот источен сосед, сака да отвори приказната на Втората светска војна како незавршена приказна, од која што јас навистина сум загрижена. Професоре, колку германски војници имал во 43-та март во Македонија? Може ли тие да организираат такво нешто да соберат 8.000 скоро луѓе на едно место, 7.144, да ги депортираат, односно некој морал да го стори тоа. Македонците немаат држава, тука се бугарите, германците се премалку, не може тие стотина војници колку и да се германски да. Значи германците како влегуваат во територијата на Македонија, тие кралската војска ја елиминираат и продолжуваат понатаму. Така. Тие оставаат по некој да го регулира, затоа имаме интеррегнум во периодот април 41, тоест нападот на Југославија 6 април до 18 април, до каде што влегуваат бугарските војски во Македонија. На нив им е дадена територијата како на тацна, да ја окупираат, со тие зборови да ја окупираат територијата. Не да ја администрираат, него да ја окупираат територијата на Македонија. Бугарскиот амбасадор во Германија е радосен кога Хитлер му кажува можете јавите му на царот Борис дека можете да ја окупирате Македонија. Значи, германските војски ја напуштаат Македонија, воглавно германските, да речеме, експозитури, се наоѓаат на оние клучни места кои биле потребни на германците. Рудниците, кај што сакале да експлоатираат рудата и сосема слободно да се транспортира до Германија. Дали во Македонија, не знам колку вкупно, меѓутоа, повеќе од и многу е 500 германски војници немало. Меѓутоа, фактот дека бугарската војска, полиција и политички врв целосно учествува во припремите, во законодавството, во сето тоа што треба да ги собере и да ги испрати бугарите, се одговорноста ја сноси бугарската држава. Тука нема двојба околу тоа. Значи, учествува во една собирање на документи за Њујоршкиот музеј на Холокаустот за луѓе кои што македонци кои што го гледале депортирањето. И тие кажуваат, ако биле администратори, зар на секоја врата стои по еден полицаец и по еден војник. Уторто кога ги собираат евреите од своите домови. Пред секоја куќа стоел по еден полицаец и по еден војник, за да не смее никој да излезе надвор, за да може да види како ги собираат евреите. И тоа траело се додека тие не биле изнесени од градовите. Целата таа работа ја прават бугарските власти. Нема збор тука од германци. Они сакат денеска, што рече Рашела, да го вратат филмот. Демек, ние бевме како и они да биле под германска окупација и дека
Тоа го направиле германците, не сме го направиле ние. А целата припрема ја вршат бугарите. Списоци, сето тоа го прават они. Дури евреите мора да си го платат патот до Треблинка. На кого ги платија тие пари? Бугарите. Значи, овде има едно немило средно действие од страна на бугарите во однос на македонските евреи. И затоа потребата од извинување. Историјата не може да прости. Може да простат луѓето. Значи, бугарите треба да смогнат сили. Се надевам дека еден ден, дали од тоа сега што се случува, не ми се верува, меѓутоа во блиска иднина, дека некој ќе најде сили да се извини за сето оно што го направија на евреите во Македонија и на македонците како окупатори на Македонија. И дека ќе треба да се извинат. Со тоа само ќе покажат дека припаѓаат на семејството на цивилизираниот свет. Еден Вили Бранд 70-тите години го направи тоа. Пазете, 70-тите години. Голем број држави кои што има помалку испратени луѓе во логорите, не знам Финска колку 7-8 луѓе или колку смогна сили да се извини на евреите за тие луѓе кои што биле пратени. Овде имате 7144 со тракиците, 11.000 и вие бугарите упорно настојуваат да ја убедат јавноста. Мене као историчар не може да ја убедат дека не биле тоа што биле, дека биле фашисти. Тоа е надвор од памет. Очекуваш некогаш да се извинат, како што вели професорот, искрено и јас со оваа номенклатура политичка што е таму, која што го тврди тотално спротивно од деновиве се изнаслушавме тотално аргументи кои што не држат вода, се е буквално продавање на да не речам што. Очекуваш од овие луѓе некогаш да се извинат. Доблесно е, зборуваме за многу илјадници изгубени животи на тој начин на кој што е, како што спомена професорот, не се само евреите, имало и многу македонци, но целата приказка оди кон едноставно извинување, а целата работа пак тие наведува дека буквално како што констатираме ние сме го направиле тоа, или евреите буквално си платиле карта за да отидат во Треблинка сами. Очекуваш ли некогаш да се случи такво нешто? Доблесно е, треба да се случи. Но дали мислиш дека ќе се случи? На жал, ништо од ова што го слушаме денеска не е новитет. Истите постулати со одреден степен на политички притисоци ги слушаме последниве 25 години. Меѓутоа, ретерирањето до овој степен можеби не било никогаш, ниту пак политичкиот амбиент, затоа што знаете, одредена групација на луѓе, кои што е радикална групација, може да излезе со некој став и да прави некаква си провокација, дали во Бугарија, дали во Македонија, меѓутоа не да има волкава политичка поддршка. И мене ме интересира колкава политичка поддршка добива одреден наратив. Наративот дека не постоела окупација е нереален, поради тоа што, на жал, ја носам документацијата со нас, наредбата нели за окупација на територијата на Македонија, во која што вели таа има свое правосудство, војска, свештенство, образование, граници кон Италија, односно Албанија, Србија, Грчка и така натаму. Значи е целосна окупација на една територија. Наративот дека биле под притисок на Германијата, сите биле под притисок на Германија, и Албанија и Италија, ама не извршија депортација на своето еврејство. Значи Бугарија тврди дека е единствената земја од оската која што не го направила тоа, а другите сите го направиле. Денеска го кажа тоа претседателот на бугарската страна на комисијата за историјски образовни прашања. Значи буквално тој лаже. Значи се стига и сега и до некои нови наративи поради одредена документација извадена во книга, чинам дека е објавена од господјата Леа Коен, согласно податоците од англискиот архив, кој што зборува за концентрационите кампови во близина на романската граница за бугарските евреи, од каде поблиску би требало, значи да не се користи многу пат за нивно депортирање до Треблинка. Па сега новата формулација политичка е дека тоа биле прифатни центри за криење на еврејството од некој си. Всушност се работи за кампови во кои што луѓето биле собирани. Тоа е во литературата на господјата Леа Коен, согласно официјална документација, архивски податоци, а не некоја си празна реторика.
Напротив, знаете, во тоа време во владата на цар Борис III има една злогласна личност, господинот Белев, така, Белев, начелството за еврејски работи, кој што веќе 42 година бара помош од Денегер, од германецот задолжен за депортирање на француските евреи, како би имал поконцизен план за извршување на собирањето, значи никој да не избега, согласно начелата на СС и нивната целосна депортација, да се стигне до тој фамозен процент од 98% елиминација. Значи, буквално го барал рецептот за како најдобро тоа да го спроведе, што некако е веќе солуда да го зборуваме дека немало окупација, дека немало фашизам, дека немало депортација. Значи, се работи за фактичка документација која што не е излезена од Македонија, не е излезена од нашите усти. Ја има секаде, има во Вашингтонскиот меморијален центар, има во Берлинскиот меморијален центар. Илјадници истражувачи работеле согласно оваа документација. Има во Јад Вашем, значи ова се официјални документи. Политиката не може да менува историски факти. Политиката може да научи од историјата за да не се повторува. Таа не може да креира минато. Минатото е завршено, тоа е тоа. Навистина е чудно како не се стига до моментот на извинување. Извинувањето е всушност затварање на една рамка. Јас сметам дека не може да дојде до извинување од едноставна причина што извинувањето би значело признавање на фашистички режим, признавање на окупација, а не администрација. Оти целата теза во политичка смисла треба да звучи како, да кажеме, левицата бугарско население се скара со десницата бугарско население, па се одделија. Значи, тоа би била реторика за администрација. Еве за граѓаните, слушателите наши, гледачите, да биде појасно, тоа кога ќе се смени власта, например во Соединетите Американски држави, администрацијата на Џо Бајден ја смени администрацијата на Трамп. Тоа е администрација. Зборуваме за окупација од една држава кон друга. Значи, македонците беа окупирани. Па се одеше нели кон реториката дали македонците помагале или не помагале. Под окупација, како ќе помогнете под окупација? Да не заборавиме кои беа првите партизански одреди. Да не заборавиме дека беа голи и боси во планината, да не е армија, тоа не е вооружена сила со своја униформа и со свое оружје. И конечно да не заборавиме дека еврејското прашање на Втората светска војна, депортацијата на евреите е неодвојливо прашање од партизанските одреди. А без партизани и без еврејско прашање немате Втора светска војна, како да не е случајна. Професоре, зошто им е толку тешко да го признаат? Зборуваме за минато, зборуваме за нешто што се случило пред 80 години. Тоа да се гревовите на татковците во ред, но тоа не се денешните бугари. Зошто толку цврсто се држат околу тоа дека тие не биле, а сите факти, целата историја, целиот свет знае дека биле фашисти, односно владата била фашистичка. Никој не вели дека денешните бугари се фашисти, иако имаме некои џамбаски и компанија што се однесуваат така, па дури прават и Зиг Хајл поздрави среде Европскиот парламент, но тоа се исклучоци. Не се сите бугари. Зошто денешните бугари толку ги мачи ова прашање? Мислам дека овде треба да се има во предвид и системот на образование. Мислам во Бугарија ретко се зборува за тоа, тие повеќе зборуваат за спасувањето на евреите, отколку за депортацијата на евреите од новоослободените краишта. И мислам дека тука лежи основниот проблем. Кога вие генерации ќе воспитувате со тоа дека вие сте ги спасиле евреите, не сте ги пратиле во логор, дека тоа го направила успатно, ќе набележат дека тоа го направила некоја администрација во Македонија, а администрацијата во Македонија, освен бугарска, значи била и македонска, имало и македонска, и македонци кои што администрирале во таа работа, дека тоа може да испадне и дека ние македонците сме учествувале во депортацијата на евреите. И тоа мислам дека е основната нитка која што ја бараат бугарите. Рече да спомена и за партизанските одреди. Покраинскиот комитет на Комунистичката партија на Македонија и КПМ после објавија два прогласи во кои што ги известува евреите што ќе се случи, дека набрзо ќе има депортација сето тоа и каде можат да бегаат, да се засолнат. Меѓутоа, за жал, како што кажа, немаше партизански одреди, толку развиено партизанско движење, каде што може да заминат сите кои што сака, а имаше огромен број на евреи кои што
се нудеа да заминат во партизани. Ја имам овде список на некаде околу 100-200 луѓе од евреите кои што учествувале во народно-ослободителното движење, кои што се носители на партизанска споменица 41, народни херои, генерали, политички комесари, кои што беа во текот на војната. И голем дел од евреите го најдоа спасот во партизанските одреди. Дури комунистичката партија ги советуваше да заминат во Албанија или во Грција, потом после да се вратат назад да учествуваат во редовите на партизанското движење. И тоа го направија голем број партизани. Меѓутоа, и јас не можам да го разберам, ајде да го наречам, стравот на бугарите од извинување. Кој е стравот? После толку години, пазите, една Германија го направи, која што е носител на тој холокауст. Една Германија. Најголемиот виновник смогна сили да го направи тоа. Бугарија, која што беше соучесник во тоа, се уште настојува, ајде ги убеди своите, него настојува да не убеди и нас и светот дека не го направиле тоа. Дека тоа е направено од администрација. Пазите, тука има една многу интересна работа што сака да ја направат. Администрација и дека тоа што се случувало било на идеолошка основа. Комунисти и бугари. Дека овде имало граѓанска војна. Се водела граѓанска војна во Македонија. Немало окупација. Него чисто на идеолошка основа била разлика ова борбата во Македонија. За жал, не им успева тоа. Како ги лагите за крвавото коледе и се. Имаме уште многу теми за отворање. Ке зборуваме за тоа кој се навистина цар Борис III, Богдан Филов и останатите. Ке зборуваме дали навистина времето лечи се или баш и не е така работата. Одиме со кусиот блок реклами, се враќаме веднаш по нив. Останете со нас. Се враќаме во За или против. Мои гости се професор Чепреганов и Рашева Мизрахи. Професоре, зборувавме, го спомнавме цар Борис III. Тоа е во исто време кога, главен во државата, да не речам премиер е Богдан Филов, тој и ваш колега, чинам, историчар, нешто така, археолог и историчар, така се води. Кои се овие луѓе од кои што еден од нив има чест да неговото име биде буквално името на клубот, на културниот центар или клуб, како да го наречеме во Охрид, цар Борис III. Дали се толку невини го нарекуваат бугарите обединителот, обединувачот и слично, или баш и не е така приказка? Видете, ја не можам да се мешам во тоа што си мислат бугарите за сопствената историја, тоа е нивна историја. И оние ки се пишуваат како сакат и како ја гледаат нивните историчари. Меѓутоа, од наш аспект, ние треба да го гледаме оно што беше цар Борис за македонците. Несомнено дека го викаат цар обединител, затоа што тој во текот на Втората светска војна ја обедини Македонија со Бугарија, исто така и Добруџа ја припои кон Бугарија. Што за бугарите, тоа беше, гледаме во собранието на Бугарија, не знам кој април беше, како се прогласува обединувањето со Македонија, ослободувањето на водници на Македонија од страна на Бугарија и со какви поздрави се поздравува се до тоа. Значи, за бугарите тој може да игра таа улога. Затоа што неговиот татко Фердинанд изгуби неколку војни се во име на таа Македонија. Меѓутоа, цар Борис III успеа да ја обедини Македонија. Меѓутоа, оноа што е важно е што тој, за да го добие тоа, кокетираше со нацистичка Германија. Значи, тој цело време, додека Македонија не влегува бугарските окупациони војски во Македонија, тој постојано и неговиот министар за надворешни работи кокетира со Германија и со фашистичка Италија со цел да ја добијат Македонија. Пазете, овде се води една дипломатска активност многу жива меѓу Бугарија, Германија
Кралство Југославија. И на едните и на другите им се ветува. На едните им се ветува излез на Солун, на овие им се ветува Македонија. Меѓутоа, сето тоа прекина кога Југославија на 27 март, во Југославија се случија тие 27 мартовски настани и 6 априлскиот напад, со што патот на Бугарија беше отворен за да влезе и да ја окупира Македонија. А Богдан Филов по војната е осуден од страна на новата власт, на власта на Отечествениот фронт, како на смрт. Така, како фашист. Како фашиста. И самите себе сега се побива. Значи, така. целата таа гарнитура, која што беше Филов, Габровски, Белев и други, 46 година беа осудени на смрт и беше извршена и некој на повеќе годишни затворски казни. Так. Тие беа ликвидирани по големиот дел. Меѓутоа, што се случи? 96-97 година Бугарското собрание донесе одлука сите тие кои што тогаш беа на страната на фашизмот да се рехабилитираат и да станат жртва на комунистите. Пазете го абсурдот. Каков абсурд? Оние кои што испратија 7144 евреи во Холокаустот, отеднашка меѓу и Белев, ги прогласувате за жртви на комунизмот. И сега зашто овде можете да дискутирате? Како за бугарите ќе биде Борис III фашист или кога е рехабилитиран? И еве, име на клуб се дава Борис III. Да викам за бугарите, тоа се нивна историја, дека им служи на чест, ама ние другите ќе си кажеме што и каква била неговата улога во целата таа игра. Така, тоа се факти. Во таа игра која што однесе милиони луѓе во смрт. Так. И тука нема прошка. Нема прошка. Рашела, какво е чувството, како ја река, кога клуб во Македонија, среде Охрид, го носи името на човек кој што е потписник на овие антиеврејски укази и сето што се случувало, тогаш го поддржувало добро, да, како што кажа професорот, од лукративни причини за неговата нација и држава, сето тоа е од негова гледна точка можеби оправдано, но тој човек треба да биде избришан од историјата во Македонија, ако не пак во најмала рака не смее да биде таму каде што е. Имавте и реакција, еврејската заедница имаше, дали некој го зема ова во предвид? Има некаков одговор од бугарските власти или Па и како што бидејќи тие го поддржуваат овој клуб? Како што и претходно зборувавме, на огромен број на држави, на огромен број на земји било тешко да прифатат или да признаат дека биле на, да кажеме, негативната страна во историјата. Секој сака за својата нација да мисли дека е суперхерој и дека е секогаш на позитивната страна и заради тоа и големи, многу поголеми држави, многу посериозни нации имале потешкоти да ја признаат својата вина, па некои дури од големите признаваат во текот на 70-тите години, неспорно. Меѓутоа, во овој меѓупростор се создава еден амбиент кај нашиот сосед, каде што образовната компонента прави да има можност и за територијални и идентитетскиве дискусии кои што се развиваат од истожната страна кон нас, односно кои што наликуваат сериозно, не сакам да бидам трска, на територијални и идентитетски претензии. И нормално сето тоа е под плаштот на царот Борис III, оној кој што ги обединува. Сега што обединува? На 17 април германците ја предаваат Македонија, Тракија и Пирот на Бугарија, за на 19 април Богдан Филов во премиерот во парламентот да ги изговори зборовите. Благодарејќи на Хитлер и Мусолини, Бугарија е од Дунав до Белото море и од Охрид до Црното море. Значи има своевидна територијална веќе претензија во денешен политички аспект кога зборуваме и заради тоа они тврдат дека се работи за некакво си обединување. Парламентот веднаш после тоа ја спроведува окупацијата, која што меѓу другото и духовна окупација преку владиците и 400 попови, да не забораваме дека во тоа време свештенството не врши само мисии или пак нема само црковни обреди, туку има образовна компонента со цел духовна асимилација, а 42 година веќе се меша земјата, да се сеќавате на она фамозна снимка, се меша земја од Македонија, Тракија и Пирот и затоа е реториката на царот
кој што ги обединил териториите. Значи, станува збор за идентитетско прашање, бидејќи правите обединување на територии под плаштот дека се работи за ист идентитет. И тука се сомкнуваме во политичка смисла, тврдењето дека се работи за ист идентитет и нашето тврдење дека македонскиот идентитет е засебен, од секогаш бил засебен и секогаш ќе биде засебен. Да, на жал во 2021 и 2022 година се започнува еден процес на отварање на така наречени културни клубови, кои што всушност имаат статути кои што треба да се дискутираат во некоја друга емисија. Едниот е во Битола и едниот е во Охрид, тоа е клубот Цар Борис III, кој што предизвика реакции кај мнозинството население на Република Македонија, вклучувајќи и еврејската заедница, заради тоа што се работи за човекот кој што го потпиша законот, еве го со указ број 3, да го покажеме на гледачите, законот за чиста нација, односно со која што нашите фамилии беа депортирани во Треблинка и беше спроведена нивната елиминација. Ме чуди тоа што нашите институции, македонските институции не изреагираа благовремено, иако некои тврдат дека имало формално правна нишка да се спроведе стопирање на отварање на клубови кои што имаат такви имења, и тоа сето резултираше со носење на еден предлог закон во собранието, тоа е закон за здруженија и фондации, кој што има чисто антифашистички наратив, односно измените кои што се во тоа законско решение имаат антифашистички наратив, и со тој закон што се забранува користење на имења, синоними, презимења, кратенки од фашисти, нацисти, соработници на Хитлер, на Третиот рајх и така натаму. Да биде уште полоша комплексноста на ситуацијава, се појавија тогаш и господинот Тупанчевски, тогашниот министер за правда, па и министерот за надворешни работи Бујар Османи, кој што предлага на овој, оној или трет начин некако да се стопира имплементацијата на такво законско решение, гласање на такво законско решение. Првим почна потоено со тоа што нема да се појави мнозинство да го стави законот на дневен ред, односно ќе дојде на дневен ред можеби 2020 година од сега. Па од кога стигна на дневен ред ќе одеше на Венецијанска, па сватија дека Венецијанска нема да дискутира за луѓе кои што извршиле геноцид, ни најмалку, тоа ќе биде стопирано. Конечно се изгласа такво законско решение со 64 пратеника, кои што беа од сите политички партии, тоа јасно го истакнувам, од сите политички партии. Меѓутоа, предлог законското решение дојде од ВМРО-ДПМН. И сега имаме законско решение кое што треба да се имплементира до 16 март, значи за некој ден веќе треба да имаме имплементација на таков закон. Во меѓувреме, во политичка смисла, се случува распуштање на собранието во Бугарија, во престојните избори кои што треба да дојдат, и иако не сум за тоа да се дискутира политиката на соседна држава, таа си е за нив, во овој случај сме некако поврзани, бидејќи денот пред распуштање на собранието, без ни еден глас против, без никаква дискусија, се изгласува една декларација за антибугарските манифестации на Македонија, значи оние манифестации кои што они ги доживуваат како антибугарски, и во антибугарски манифестации е овој закон под точка 6 за здруженија и фондации. Сега јас поставувам прашање како може законско решение кое што никаде не спомнува бугари, грци, македонци, срби, германци, никога антифашистичко настроено. Антифашистичко настројство на законот станува антибугарски македонски наратив. На вистина не знам која беше логиката на пратениците во собранието во Бугарија. Земете во предвид дека се работи за сериозна држава, која што има сериозни интелектуалци, сериозни институции, да изгласаат една таква декларација. Каква порака упатија? Јас нема да ја изговорам во оваа емисија. Најверојатно сите кои што се во политика и население во кој што не слуша знае каква е таа порака. Антифашистички закон, одеднаш е антибугарска манифестација од Македонија. Ќе видиме што ќе се случи на 16 март, земајќи во предвид дека таа фамозна комисија што требаше да се формира во Министерството за правда, те е во функционална состојба, те е во дисфункционална состојба. Очигледно членовите кои што беа предложени од владата, те се појавуваат како фактор во таа комисија или пак се откажуваат. Во секој случај рокот истекува на 16 март, и имаме рок, тоа е рокот за имплементација на законското решение. Не имплементирањето на законите
Јас разговарав со плејада на луѓе од таа фила, не може да кажат дека е казниво по кривичниот законник. Значи, извршната власт треба да имплементира закон донесен од парламентот. Ние сме парламентарна демократија и парламентот е највисок орган. Што се случува доколку не го имплементира? Имате ненародна власт. Кратенката е ненародна власт. Ова не е наративот на ВМРО-ДПМН, ова е принцип на функционирање на една држава. Имате ненародна власт која што не го почитува гласот на народот, кој што е преточен преку собранието, преку пратениците на народот, и тогаш не би требало извршната власт да се жали кога е нарекувана општо во јавноста како ненародна власт. Нешто што е 6 години факт во државата, за жал. Професоре, вие го спомнавте тоа во претходниот дел, освен депортацијата на евреите, во Македонија се случуваат и многу други злодела. Има многу крв на рацете на тогашните фашисти, бугари, што и да се, не се тие работи исто така ретко се спомнуваат во Македонија. Многу луѓе, да не ги спомнуваме ваташките, нели, деца, тука се дуња, тука се многу стравични примери, но и за ова треба да одговара некој и да се извини, нели. Дел од извинувањето треба да биде насочено кон она што го направиле кон македонскиот народ и кон еврејскиот и кон сите. Па, како што каже и Рашела, се некако се става во политички контекст. Да. И ова се става во политички контекст, а историскиот се фрла на страна. Као едноставно политиката да треба да доминира над историјата. Политиката како да треба да каже што ќе биде доминантно во Македонија или во Бугарија во однос на историјата. Ги спомено на Бујар Османи и Тупанчевски, тука и премиерот, кој што на одреден начин настојува да дадат смерници како да се движиме ние во однос на онова, во однос на историјата. Дали да споменуваме или не. Дали да споменеме ваташките деца, дали да спомениме Боро Џони кој што е убиен во Струмица, Герас Цунев, Благој Мучето и тоа. Пазете, едноставно политиката ја презеде иницијативата од историчарите. И сега, па замислите, поголем дел од историчарите молчат. Молчат. Едноставно имате еден цел институт од 50 на луѓе вработени кои што со што излегли да кажат чекајте, ова не е така. Дел од нив излегуваат, но малку се, да. Малку се. Претходниот премиер се зема за право со брусилица да бруси фашизам, бугарски фашизам. Да, 2013 година во Струмица кај Благој Јанков Мучето, тој беше првиот пример. Ја нареков брусилица историја. Каде го има тоа? Шахтите почнавме да ги брусиме. Сето, мислам дека моментално поради оноа што ни се случува на патот кон Европа, за да ги задоволиме сите овие барања кои што ни се упатени, односно уцени од страна на таа Европска Унија, ние по патот ќе го изгубиме идентитетот. Одејќи по тоа да ги задоволиме, ние ќе го изгубиме идентитетот, јазикот и културата. Сето тоа ни се наметнува од страна на политиката. И полека тоа, како што гледаме, успева. Веќе учебниците гледаме дека таму се менуваат работите. Не личат на учебници, нема историја во тие учебници. Општество, историја, внатре нема ништо историја. Тоа е оно што го зборуваме, Рашела што го зборуваше, идентитетот со тек на време. Некој може да рече, па тоа не е ништо, знаете, сега не. Тоа е долгорочна политика која што ја води Бугарија и која што настојува да ја наметне во Македонија. Постепено, но сигурно ќе успеат во оно што го планираат, затоа што тие ништо не прават без планирање и сето ова што не се случува со овие клубови. Сето тоа е провокација со која што настојуваат да покажат пред Европа дека ние сме нецивилизирани, дека се оние тие цивилизираните кои што се на вистинскиот пат, а дека ние сме биле против Европа. Ја мислам дека дека никој не е против Европа. Јас може да зборувам, меѓутоа бидејќи ја знам историјата што таа Европа направила во однос на Македонија, затоа знам дека целата приказна лежи во раците на Европа и Европа може многу едноставно тоа да го реши без многу голема галама. Меѓутоа сега и се дава право на Бугарија. Видовме дека тој
бугарските предлози влегува во рамката на француски предлози. Тоа е сега велат дека тоа се европски барања, не се тоа барање на Бугарија, него тоа се европски барања. Штом се европски барања, значи ние ќе мора да влеземе во играта која што ни ја нудат политичарите, а не историчарите. Меѓутоа, јас како историчар не можам да избегам од историјата. Историјата е таа. Не можете да бегате. И се тоа што го зборуваме, оно што се случувало во текот на Втората светска војна. Не само на евреите, треба да се извинат и на македонскиот народ за сето оно што му го правеа на тој народ да го асимилираат, денационализираат и да ја изгуби својот идентитет. Рашево, ова што се случува токму што го зборуваше професорот, идентитетските прашања, она што го наметнуваат и релативизираат дека не можеме да го изгубиме идентитетот, глорификацијата на оној дилерот Пендиков, како и да е се што се случуваше, кон што води според тебе се тоа? Јас би сакала само за кратко да се надоврзам на претходната реторика, значи мене ми е многу жал што во идентитетските прашања на еврејскиот народ влегуваат многу погроми. Може би падот на првиот храм, падот на вториот храм и така натаму, меѓутоа и Холокаустот и Втората светска војна. Ама ајде да ги тргнеме евреите жртви на Холокаустот надвор од приказнава. Кои се евреите кои што преживеа? Кои сме ние кои што стоиме денеска овдека? Ние сме децата и внуците на оние кои што преживеа преку Хашемер Хацеир, односно партизанското движење. Партизаните на Македонија, антифашистичкото движење на Македонија. И сега гледате мојата дилема. Имаме антифашистичка Македонија на вистинската страна во текот на Втората светска војна, како да кажеме последната препрека на цивилизацијата, на светската цивилизација. Антифашистичка Македонија е оспорувана во однос на своето антифашистичко минато за да влезе во антифашистичката Европска Унија во која што е членка Бугарија. Мене навистина не ми е јасно. Ние сме антифашистичка држава која што треба да влезе во сојуз, Европски сојуз на држави антифашистички, победничките, нели? И спорна ситуација станува нашето антифашистичко минато и партизанското движење и идентитетот понатаму се надоврзува. Во меѓувреме имаме случување од типот на се брусат споменици во Струмица, ајде шахтите доколку антиквизацијата пречела на некого и сонцето на Виргина, се брусат споменици каде што стои бугарски фашистички окупатор, а немаме проблеми со свастики и Хитлер на карневали. Ние сме антифашистичка Македонија, нели? Како може едно да ви пречи во антифашистичка творивина, а сакате во антифашистичка Европа? Но од политичка гледна точка нешто што треба сериозно да се размисли, сериозно да се разгледа. И константно се наметнува прашањето на идентитетот. И нормално со истото вели како ви е проблемот со идентитетот, ние знаеме кој сме, идентитетот не може никој да ви го одземе. Се согласувам, идентитетот не е торба за некој да ви ја земе и да замине низ врата и да ви биде одземено. Тоа е само спознание. Меѓутоа е многу битно како другите гледаат на вас. Јас знам која сум. Вие сигурно знаете кој сте. Секако тоа ни е наметнато од дома, од нашите баби, дедовци, прабаби, прадедовци и така натаму. Знаеме кои сме идентитетски. Прашањето е како другите не гледаат и како ќе создаваме нови генерации. Во случај во кој што немаме книги за учениците, односно не се изучува историја, не смее да се допре никако идентитетот, оти некој ќе не ветоизира. Во случај во кој што Министерство на култура се однесува како подружница на Министерство за култура во друга држава или Министерство за образование, имаме сериозно спорна ситуација каде нашите млади како ќе се градат идентитетски понатаму. И дека идентитетот може да изумре пред се формално правно, а понатаму и културолошки. Прашањето на постоењето еве баш на евреите е прашање на историја. Без историјата, нашата историја, ние немаме идентитет. Како ќе ми го одземете Давид или Абрахам или пак падот на првиот храм и на која основа ќе бидам јас понатаму еврејка. Евреи има и во Полска, и во Германија, и во Шпанија, зборуваме различни јазици, различно изгледаме. Идентитетското прашање кое што се наметнува е повеќе од очигледно. Можеби реториката која што се наметна во некои други држави во Европа, кои што сега се дестабилизирани сериозно, можеме да ја преточиме во реториката која што ја користи нашиот сосед, кој на што сериозно ме плаши. Благодарејќи на стабилноста на членството во НАТО, можеме до некаде да кажеме дека не би дошло до некаква ескалација. Меѓутоа имаме и други НАТО членки кои што се ескалирани, иако се обете држави НАТО членки. Без да именувам, нели, кој. Секако гледачите знаат дека
има такви се случаи. случува, да. Примерите се. Дека конкретните клубови, имиња, наратив кој што се користи, ета џамбаски оној кој што го користи, е провокација. Да, е провокација, меѓутоа не гледаме дека Министерство за надворешни работи на Македонија, не гледаме дека премиерот на оваа држава има достатична реакција која што одговара на провокациите од спротивната страна. На крајот на денот политиката е партија шах. Колку празен простор ќе оставите, толку јас ќе напредувам. Се додека нашите власти, нашите институции ретерираат во ставови или се во целосен молк, спротивната страна ќе зазема поагресивни и поагресивни чекори напред. Доколку сметаме дека на овој начин ќе дочекаме момент да некој ретерира и престане да провоцира, се залажуваме. Може само да заклучиме дека можеби нашиот сосед не сака да станеме членка во Европска унија никогаш. А веќе гледаме дека граѓаните ја губат толеранцијата заради тоа што имаме цели генерации, 23 години се зборува со влезот во Европска унија. Значи има луѓе кои што се родиле, израснале, дипломирале, сега најверојатно планираат веќе да ја напуштат државата кон Германија, а ние уште преговараме за ЕУ. Повеќе од очигледно е дека нашиот сосед сака да не чува во една лимбо фаза и оттаму се и оние бројки кои што покажуваат дека над 80% од нашите граѓани не веруваат дека ни за 26 години ќе влеземе во Европската унија. Тој евроскептицизам не го направи опозицијата, тој евроскептицизам го направи власта со молкот и ретерирањето. И Луѓето се сервилноста и разочарани и беззаветноста. исплашани, сериозно исплашани. За крај, професоре, што би им порачале на овие што го прават овој момент на уништување, на буквално сакатење на историјата? Небадијала е учителка на животот во образовниот процес. Тоа се сепак нашите македонци, односно властите. Па кажа Рашела каква е состојбата во политиката и односот и на Министерството за образование и на Министерството за надворешни работи. Реагирањето на сето оно што ни го прават и од Европската унија и ово што ни го прави источниот сосед, сето тоа на крајот може да резултира да има негативна реперкусија врз целокупниот македонски идентитет. Затоа што целата работа што се работи ова е токму на тоа уништување на македонскиот идентитет, јазик и култура. Полека, постепено, систематско работење. Последните анализи покажуваат дека патриотизмот ни е многу лош. Последните анализи на професор Тацевски, дека го слушав, кажуваат дека во Македонија више некој не знаат ни што значи патриотизам. Тоа треба да загрижува, затоа што оваа политика едноставно настојува да има држава без историја. Рашела, 80 години потоа, вело дека времето лечи се. Навистина ли лечи се времето? Знаете, како човек го одминуваат годините, така различно гледа на одредени работи. Можеби на мојот интерес за Втората светска војна, зашто тоа јас немам тет хибрид учеди и така натаму, беше поинаков кога имав 15 години, поинаков кога имав 25 години и поинаков од кога станав мајка. Често пати во говорите баш на деновите кога се споменува Холокаустот и жртвите на Холокаустот, евреите велат е добро да се прости, никогаш да се заборави. Има своја причина. Секој пат кога ќе го погледнете своето дете, да помислите дека постои ризик да сте му пренеле одредено заболување наречено еврејство кое што може да го кошта некој потенцијален Аушвиц или потенцијална Треблинка, е голем страв. Сите ние, целото човештво научи голема лекција. Таа голема лекција се сведува на омраза, како омразата може да стане пандемија и истата да донесе елиминација на огромен број животи. Како деца може да бидат оттргнувани од рацете на мајките и фрлани во отворен оган или стрпувани во печки. Се надевам дека навистина човештвото научи и навистина никогаш нема да се повтори никому. Благодарам што бевте мои гости. Благодариме на поканата. Ми беше чест. Беше чест. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, чувајте се многу.